Во никој случај Тони Манџа не може да се нарече херој. Напротив, за мене Тони Манџа беше психопат. Неговата личност е стварно психолози да го проучуват, бидејќи покажува ептен абнормални и некоординирани работи во неговото однесување. Тешко ме изнамоти на него, мој тешко зна, тешко му оти го направи тие дела. Он ги направи тие грешки због полицијата, због нас, оти на бема многу малтратирани. Тука си угледам детенцето ми, сликичките. Од малечко кога сум го пораснала, тука пино знам. Ги сликах, татко му кој беше у затвор. Он плака, се плаша од филмот што го сликува. Како малечко го носих кај него, ама и он дека завршува. Татко му дека беше и он сега таму. Во неговата фамилија има повеќе лица кои се занимавале со одредени криминални активности, така да позната дека и неговиот татко или очев, како го велат, и тој има лежи на затвор за криминални однесувања. Исто така и неговиот чичко. Кога веќе Тони изврши некаде околу 150 кривични дела, ни една институција во државата не најде за сходно да Тони го донесе некаде, да покуша да му помогне, го носи во некој дом, да покуша да Тони заврши школа, да има какво такво образование. Него упорно завршавше на тоа, ќе го донесме Тони во полицијата, ќе правиме мовет за кражбите, ќе ги расветлиме кражбите, ќе ги расветлиме кривичните дела, ќе му поднесме кривична пријава, на судот ќе му станат, кажа стани ојси и дека ќе оде. Во фамилија декшу односите многу удамна се растурани. Земи си, знаете што саки? Наземи си риба още. Горданко елама. Ще се страмувите, не. Да, бе. Почнувам со мали кривични дела, не сакам да се експонирам. Белким државата ќе најде простор да мене ме згрижи. Не сака во ред. Очигледно овие дела што ги вршам до сега се ништо, одам на потешки дела. И тогаш не сака. Кога не сака и тогаш одам на ептен тешки кривични дела. Има градација во вршењето на неговите кривични дела. Не е да кажем уште од почетокот провалник и останал провалник до крај. Се специализирал за еден вид на кривични дела и останал на тие кривични дела. Не. Секое негово ново фаќање и непреземање мерки на државата од нивна страна, од адекватните институции, неговото следно појавување како криминалец беше појавување на сосем друга сцена, на многу потешки кривични дела. Моментално сум во затвор, али сакам ова касета да биде само за тебе, ти да се слушиш, барам, сакаш да го слушаш мојот глас, сега ги носам твоите тренерки и патиките што ми купи, разбираш, и знам дека се грижиш многу за мене и знам многу работи. Тек кога во затвор паднав, тогаш сватив колку ме сакаш. Мамо, секој ден мислам што направив, како направив и зошто мораше да дојдам во овој затвор, проклет затвор. Сега се наоѓам во 8 крило, во тројката соба, тука сме 5 души, моментално симе кастефонче, слуша музика, и стана во музика, слуша музика и си прави нека забава приватна во затворот, има нешто, заебам си така мувек. Овде е Тони Кечев. Диджеј Тони Кечев. Тони Кечев. Многу е тешко едно дете да има голема омраза спрема луѓето, ето, и спрема родителите. Да нема. Он омраза има и спрема татко му, се сеќава на работата што го малтретирал, го тепал. Неговиот родител тој беше толку дрзок со него, односно физички го напаѓаше, дори во една прилика мора да интервенирам, прејќи го тепаше овдека. А како родител мора да му писнеш не то, не во, не чине, не му давах јас, знам оти јас сум бил по тие патишта, не сум поминал и затоа не му дозволев он да виде на мојот ред, да одат по затворите. Никој нема врска што се дешава. Сите мислат дека јас сум некој хладнокрвен убиец, мислат дека јас сум, не знам, монстриум. Тоа јас не сум монстриум. Монстриум направија тие што ги убив некој и некој се още се живи.
Тие ме доведе тој степен јас да бидам монструм, да бидам однокрвен убиец. Голем удел во тоа да Тони Манџа денеска постои како Тони Манџа, иако е во затвор, влијае тоа што сепак ги влијае малечко место. Без разлика што ние ги знаевме се тие работи, Тони Манџа на некој начин беше дете што на нас ни порасна тука. Што го гледахме ние секојдневно. И не можеш во таков случај да усетиш омрза према некој. Тие мали денови тој веќе пројавуваше повеќе асоцијално однесување. Крадев, но зошто толку полицајците ме тепат? Се што сум краден, тоа беше за некои полицајци. Према тоа што го работев, јас викам, за мене нема излез, за мене јас сум мртов, разбираш, и стварно јас и денес, јас сум може би жив, ама нека каже полицијата зошто го живиме секој ден како последен. Само тоа нека каже што ми се случи, нека каже вистината. Се питам зошто владата одобрила да ме пукаат и да ме ранат во ногата на 13-9 месец 96 година. И јас знам дека полицајците лажат. Ване Тодоров, полицајцот, нареди да ме пукаат. Може би сакале да ме уништи, за да не дозна јавноста дека за него работе. Се извршувавме ние граѓански должности, односно должноста на службата да биде тој во апсин или не, односно да биде работа на сузбивање, да се сузбие криминалот. Оружјето беше употребено во моментот кога он покуша да ме нападне. Ни пред тоа, ни после тоа. Беше испукан един куршум. Онеспособен беше со еден куршум. Куршумот не беше испукан за да биде утепан, беше испукан за да биде онеспособен. Немој да мислиш дека ме сакат и дека сакат да останам жив. Некои личности во Гевгели имат кошмари од мене. Не тоа заради дека јас тоа сакам да биде така. Разбираш дека некои имат кошмари. И јас ти викам, не сакам да ти кажам некој работиш све директно како и што од кој што, разбираш? Значи сакам да ти кажам дека со кратки цели дека имаат наредба да ме ликвидират. Створена е на фама кај населението, дека има список и други лица да ликвидира. Список не постои, зашто јас го имам списокот, го нося веќе со мене, кога ме апсија списокот ќе го најдува. Како што го најдува пиштето, што најде некои други работи, ќе го најдува така и списокот. Сваѓаш? Список нема. Не ме ни најкрана на памет не ми отишол да направам јас список за ликвидација, да ликвидирам тој и тој. Зашто јас и немав намера да ликвидирам. Јас преми барав разговор, да разговарам со нив. Мислам дека неговото враќање во Гевгели ќе биде прилично тешко и односно ќе се соочиме со една тешка и страховита реакција на населението. А нити па ние би били мирни, затоа што веќе не осеќаме дека би биле безбедни. Реално очекувам да он, ако испадне и кога ќе испадне, на било кој начин покуша на мене да им се усвете. Директно или индиректно, не знам, али знам дека ќе покуша. Од директниот начин не ме страх, али од индиректниот ме страх. Индиректен го рачунам ако удара на членове на моето семејство. Бидејќи факт е дека после 10-15 години од тоа што го направил Тони Манџа, моите деца, бидејќи во тој период беа многу малечки, и нема да се сеќава дека некој пат постоел некој си Тони Манџа. И еден голем поздрав до сите. Многу мислам за вас, сваќаш. Мора да излезам од тука и да помогнам нешто што треба за дома, разбираш? Доста беше веќе така уроене, пиштони, миштони. Ќе купувам им пиштол само за да го имам за лична одбрана, нема да го носам без твој дозвола. И немам намера за понатамо да се расправам со полиција, освен ако морам. Ако не е за гроза на мојата фамилија. Нека каже самата полиција зошто го правам, нека каже и каркалаше вистината, зошто го правам тие работи. Нека каже, нека да вмажи, јас ќе се помирам со вистината и нека каже тоа зошто го правам јас тоа нешто. Зошто се одлучил на таков степен. Да убивам и да правам. Нека каже само зошто. Секој работа се кажува од негава гледна точка. Заради тоа и никој пат нема да се стигне до прававта наистина. Која е прававта наистина со Тони? Трчам, добивам сила да трчам и скокам една дупка да ја прескокнам. Ама ја промашувам и скокам дупката и барам спас да излезам од нејзе, разбираш? Ама потоа веќе од темнината, разбираш? И барам спас да искочам како од дупката и се разбудив од сонот.